Artritin reumatoid jemi duke diskutuar sot me mjekun profesor doktorin e nderuar Aleksandar Pushevski, specialistin e reumatologjisë, është mjeku vije, kuptohet nga Neuromedika. Të gjithë ju që keni pyetje për mjekun në 32 16 070 mund të na paraqiteni t'i parashtroni mjekut pyetje, do të mundohet edhe mjekut ju jap përgjigje. Pra, ju kisha ftuar të gjithëve të bëheni pjesë e programit paradites. Doktore, se izvinuam vaka što malko treba še da ve prekinam, za da sledime vesti, no vestите ostana naš dел од животот. Докторе, сакам да започнеме со тоа најбитното. Секогаш кога постои болест, слушаме, но немаме многу информации. Би сакала од вас, од прва рака, да знам што е тоа ревматоиден артрит. Ревматоидниот артритис е најчестата ревматска воспалителна болест на зглобовите, што се карактеризира со хроничен тек, што значи болеста која ќе се појави практично и доживотна, затоа и лекувањето треба да е постојано. Болеста ги зафаќа најчесто зглобовите. И во тек на својот тек, а тој тек е постојан, нема зглоб што практично не може да биде зафатен. Во околу 60% од случаите болеста зафаќа и поедини внатрешни органи, срце, бубрези, бели дробови, лимфни жлезди, слезенка, и во тие случаи се збори за ревматоидна болест. Понекогаш овие симптоми од страна на внатрешните органи се толку изразени што може да го загрозат и животот на ваквите пациенти. Зошто доаѓа и до заболување на срце, на другите органи? Тоа сепак се внатрешни органи. Ревматоидниот артрит спаѓа во групата на автоимуни болести, што значи дека во основа е нарушен имунитет. Кога е нормален имунитетот се брани од нешто туѓо, бактерии, вируси, повреди и слично. Во овој случај организмот не се препознава сам себе и фактички се напаѓа сам себе и затоа се вика автоимун процес. Овој процес е постојан. Ревматоидниот артрит е само една од повеќето автоимуни болести. Инаку, во основата на овој нарушен имунитет се генетска или наследна предиспозиција, влијание на некој надворешен фактор, се претпоставува дека е тоа вирус, иако досега нема потврда за ниеден вирус дека е директно инкриминиращи фактор. И трето е влијание на надворешна средина, стресови, начин на исхрана, оптеретување. Начинот како живееме. Да, се смета дека сите тие заедно, кај склон организам може да доведат до пад на имунитетот и до појава на оваа болест. Докторе, доколку ни дозволите, имаме гледач веќе на линија, кој би сакал да поставува прашање сигурно. 32 16 070, мир mëngjesi për kë? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, urdhroni. Ju përshëndes. Ju përshëndesim edhe ne sinqerisht, urdhroni. Jena prej Kumanove, fshati Llopat. Po, urdhroni. Desha të përshëndes mjekun edhe juve. Po pyetje nuk kam. Po ju përshëndes për misionet, se shumë jeni emisionet e mira. Faleminderit shumë. Nëse ke problem diçka me reumën, siç themi ne, në nuk kam popull, atëherë ulu e na dëgjo. për Faleminderit emisionin. shumë për përshëndetjen. Edhe ne mundohemi që sa më shumë të jemi më afër shikuesve dhe në një mënyrë që bashkarisht i trajtojmë temat. Uroj të kalosh një ditë sa më të këndshme. Faleminderit, ditën e mirë. Доктore, гледачката само сакаше да не поздрави, немаше некое прашање. Следното што би сакала да позборувам е, докторе, кој се може да биде жртва, би рекла, на ова болест. Секогаш имаме предвид дека постарите лица, мислиме, односно не предвид, мислиме дека постарите лица се таа жртвата на оваа болест. Во суштина, при разговорот пред да почнеме со емисијата, вие ми рековте дека тоа не бира. Кој се заболува од? Од ревматоиден артрит боледуваат луѓе во секоја возраст. Болеста не бира возрасти, почнувајќи од рана детска возраст, кога ова болест носи друго име, као јувенилен артрит, меѓутоа во основа е слична болест. Инаку болеста се јавува најчесто
меѓу 40 и 50 година од животот, и тоа 2 до 3 пати почесто кај жените, одошто кај мажите, но само до менопауза. После менопауза тој однос е исто 1:1. Зошто се јавува повеќе кај Се жените? смета дека естрогените хормони се еден од потенцијалните причинители за појава на оваа болест. Така што најмногу жртви сме ние жените. Па да, векам 2 до 3 пати почесто. Докторе, зошто секогаш кога настанува промена на времето, посебно во зимно време, велиме дека боледуваме од некаква болест што во суштина може да биде реуматоиден артритис. Дали има врска меѓу временските услови и оваа болест? Прво, И зошто? Вака. Причината за појавата на оваа болест не е промена на времето. Меѓутоа, се знае дека влага, пад на атмосферски притисок, студ, ги влошува тегобите кај болните што веќе боледуваат од оваа болест. А болеста се јавува и почесто во зимските месеци. Се смета дека промените во атмосферскиот притисок доведуваат и до биохемиски промени во составот на самите зглобови, што е една од причините за појава на болки кај овие луѓе. Во кои периоди? Во зимските или Од летните? октомври до март е почеста во однос на другите месеци од годината. И тегобите на ваквите пациенти се поголеми. Се поголеми. Да. 32 16 070 është numri i yni telefoniç ku është nderuar, në cilin mund të paraqiteni, mund të parashtroni pyetje. Për mjekun Pushevski është reumatolog, është profesor doktor i nderuar, vjen nga Neuromedika. Po flasim për artritin reumatoid. Ju të gjithë që keni ndonjë pyetje për këtë, mundet edhe të na paraqiteni në numrin ton 32 16 070. Do të kisha lutur nga regjia, por sa të kemi edhe telefonat tjetër, do të bëjmë edhe lidhjen me shikuesit. Doktore, следното, што би сакала да ве прашувам е фактот дали народот што тоа го нарекува реума е токму ова болест. Зошто секогаш на секого кога ќе му боли некоја коска, посебно еве временските промени кога се, ние велиме дека боледуваме од реума. Без да знаеме што не е. Се вака, ревматски болести има преку 130, што значи дека не секоја болка во зглобови или по телото е ревматоиден артрит. Меѓутоа, ревматоидниот артрит е можеби најтешката, а сигурно најинвалидизирачката ревматска болест. Инаку постојат бројни други ревматски болести кои што може да бидат и воспалителни, дегенеративни, метаболни и така натаму. Значи, секоја болка не значи ревматоиден артрит. Значи да бидеме мирни. Да. Кога не боли некоја коска во телото, не е се реума. За среќа не е свето. Реума. Докторе, за причините малку зборевме. Јас би сакала тука повеќе да застанеме, да позборуваме за причините. Спомнавте накратко и тој генетскиот фактор. Да. Дали директно е тоа поврзано со појавата на реуматоиден артритис, што се друго води кон ова болест? Генетската предиспозиција е една од причините, што значи луѓето што се генетски предиспонирани имаат поголема склонност да се разболат од оваа болест. Меѓутоа, тоа не значи дека секој со овакви промени ќе се разболи. Потребно и влијание на други фактори, као што се влијание на надворешната средина, веќе спомнавме порано стресови, физички оптеретувања, причинители вируси за кои се знае дека на некој начин доведува до промена во имунитетот и променетиот имунитет веќе олеснува појава на оваа болест. Докторе, како се манифестира оваа болест? Дали има некои видливи знаци, освен тоа што си знаеме дека во одредени случаи има болки? Главните симптоми кај оваа болест е оток во еден или повеќе зглобови, болка и така викана утрескав кочаницус. Ваквите
луѓе кога се будат од спиење не можат одма да се движат, туку им треба подолго време, некојаш и по 2-3 сати, додека попушти ова вкочањето, па после може да се движат или да ги прават во обичајните физички активности. Значи, тие се главни симптоми. Четвртиот симптом е брза заморливост. Ваквите луѓе и при помал напор чувствуваат голем замор и се принудени да седнат да одморат. Болеста најчесто почнува постепено. Во период од неколку месеци, кај ваквите пациенти имаме појава на побрза заморливост, недефинирани зглобно-мускулни болки, потење, губиток во тежина, раздразливост и дури појавата на оток во еден или повеќе зглобови навестува дека веројатно во прашање е почеток на ревматиден артрит. Докторе, тоа другото што ме интересира е дали ревматоиден артритис се појавува во одредени делови од телото кога се работи за зглобовите или секој зглоб може да биде во опасност? Ревматоидниот артрит може да почне со зафаќање најчесто на повеќе зглобови, тоа се вика наеднаш? Да, во еден краток период, тоа се вика полиартрит. Понатамо помал број на зглобови од 2 до 4, тоа се вика олигоартрит и најретко како моноартрит зафаќање на еден зглоб, кога што и најтешко дијагнозата практично невозможна. Рековме болеста е хронична и во тек на своето траење може да зафати практично секој дел од човечкото тело. Што значи нема зглоб што може да биде поштеден. Зошто болеста е хронична? Не може да се лекува само... Зошто тоа го нарекуваме? Сите автоимуни болести се хронични, затоа што нарушениот имунитет тоа е трајно, тоа не може да се поврати во нормала. Со терапијата што се пременува, само се прави обид да се колку што се може моделира имунитетот да се врати кон нормала, меѓутоа тоа никош не може да биде како што во целина и затоа болеста повеќе или помалку е постојано активна. И оди со периоди на смирување, влошување и така натаму. Кој е главниот причинител што може да се смири болеста, но по известно време повторно да се активира? Што е најглавното што тоа може да го стори? Болеста кај секој пациент различно се манифестира. Имате лесни форми, кога што после одредено траење на болеста настанува една ремисија која што може да трае подолго време. Например, има пациенти кои што еднаш-два пати имале вакви напади на болеста и после со години немат никакви тегоби. Меѓутоа има пациенти кај кои што болеста која ќе се појави, таа е постојано активна. Никош не се смирува целосно. А смирувањето на болеста најчесто е со терапија. Да позборуваме, докторе, во овој дел малку повеќе за терапијата. Како треба, како може, како би требало да се лекува оваа болест и дали еден лек за смирување, еден лек за противболки е доволен за овој вид на артритис? Терапијата кај ревматоидниот артрит треба да започне веднаш што се постави дијагноза. Колку порано се почнува со терапија, толку повеќе се ефектите. Порано се имало став да се почне со поблаги лекови и дури покасно да се почне со поагресивна терапија. Денеска во цел свет е изменет тој став и уште од самиот почеток се почнува со така наречена агресивна или посилна терапија, за да се стопира колку што е можно повеќе болести и да се спречи настанувањето на разни деформации, инвалидитет и така натаму. Значи, кога се постави дијагноза, и веднаш треба да се направи план и програм за лекување на ваков пациент. Најдобро е ваков пациент да го лекува еден лекар кој што е добро верзиран во ова патологија и кој што ќе може да го прати болниот, да ги прати и ефектите од лекувањето, ефектите од терапијата ако се појават. Значи, најдобро е еден лекар да го води, а не да скита од еден на друг и тогаш се прави една збрка. Докторе, ќе те прекина малку тука, имаме гледач во нашата линија 392-070. Mirëmëngjesi për kë. Dëgjojemi. Alo. Mirëmëngjesi, zonjë, urdhroni. Alo. Mirëmëngjesi, urdhroni. Alo. Da, po velete, во програма сте.
Ало, поздрав до... Ало? Да, повелете, во програма сте, ве слушаме. Би сакала поздрав прво до докторот и до вас. Да, благодарам многу. Повелете. И сакам едно прашање да поставам. Да, повелете, слободно. Докторе, кај мене е констатирано реуматоиден артрит. Да, Само намалете, ве молам да го намалите само гласот, тонот на телевизорот, оти нашиот, да го намалите само тонот од телевизорот. Да, пред 10 години. Ало? Господја, ве молам, само намалете го тонот на вашиот телевизор. Ама намалено. Да, сега може да комуницираме со телефон, зашто нашиот глас до вас стигнува малку со задоцнување. Повелете со прашањето. Ало? Го имам скроз намалено телевизорот. Добро, во ред, продолжете со прашањето. Поздрав до докторот и до вас. Благодарам многу. До телевизијата. Едно прашање би сакала на докторот да му поставам. Да, повелете. Кај мене е констатирано реуматоиден артрит од пред 10-11 години, инаку сум на возраст од 79 години. И до сега, не знам да ви кажам, и од алтернативна медицина и вака што не имам употребено, од пред 6 години употребувам метатрексат, секој понеделник го пијам. Мислам, не го пијам, него преку инекција го примам. И пред 5 години се ставив на декортин на мала доза, меѓутоа и таа мала доза ми помага на некој начин и не можам од него да се откачам. А имам воспалителни процеси скоро на сите зглобови. Ме слушате? Да, ве слушаме, продолжете. На сите зглобови воспалителни процеси. Да ви кажам, само преку зима малце се чувствувам подобро и тие воспалителни процеси малку со нијанса ми се подобри и со овој метатрексатов што го примам и декортинот. Меѓутоа преку лето тоа ми се зголемува таа тешкотија. Па ве молам, дали правилно примам ова лекови што ми се препишани метатрексатот, секој понеделник го примам, а во еднаш месечно или на 2 месеци, така секој втор понеделник. И тоа не ми смета, ми помага така известно, а декортинот веќе сум на 5 милиграми постојано. Само би сакала да ве прашам дали со декортинот ќе ми се направи некоја штета или што? Метатрексатот е денеска главниот лек во лекувањето на ревматоидниот артрит. Така да, во секој случај ова терапија ви е соодветна, посебно и на возраста. А декортинот во мали дози обично се препорачува кога болеста не може да се смири само со метатрексатот и со некој нестероиден антиревматик, не слушам дали земате таков. Декортинот треба да се... Некош, меѓутоа сега кога го земам ова, не го земам ова лисот. Декортинот кога се зема долго време, посебно на ваша возраст, треба превентивно да се земат и лекови против остеопороза, затоа што и вашата возраст и ревматоидниот артрит и декортинот може да се едни од причинителите за појава на остеопороза. Значи треба да земате лекови за остеопороза, иначе другото лекување е во ред. И да ви кажам, обично ми помага кога ми се така повоспалени зглобовите, зелка употребувам, листови од зелка, така ќе ги ставам на зглобовите, со нијанса и чувствувам подобро некако. Мислам дека и тоа не смета. Ладни се, не се топли. Нема проблем, може слободно да користите тоа, све што не штети може да се користи. Добро, фала ви многу. Благодарам многу, господјо, што се јавивте, што бевте дел од утринската емисија. Ви посакувам многу успех и брзо заздравување. Прашкува стендаруар 392 610 070 по дискутојм пар артритен пра текањиерзет, што
një temë mjaft interesante, është një temë që mund të parashtroni pyetje. Aleksandar Pushevski nga Neuromedika është mjeku me cilin jemi duke diskutuar. Doktore, ja samo da se nadoverzam, gledačkata ušte jedno prašanje imaše, toa beše da li lekovite što gi pije može da i naštetat nešto, da imat nus efekti. Da li to može da doaga do takva sostojba? Znači pri obi da se zazdravi čovek od ova bolest, da se dojde do druga bolest, do pojava. Sve ovaka, sekoj lek što ima terapeutsko dejstvo, pokraj dobrite efekti, ima i tako narečeni nuz efekti, nesakani efekti. Međutim, pobitno je što se dominantni, da li terapeutskijete efekti ili nesakranite efekti. Koliko je lekot poagresivan, toliko počesto će se javati nesakrani efekti, međutim, često smo prinudeni pri teški formi da odeme sa takvi lekovi. Повторно имаме гледач. Докторе, 32-16-070, mirë mëngjesi për kë. Dëgjojemi. Alo? Po urdhroni. Mirë dita, unë jam prej Tetove. Po urdhroni, mirë dita, ju përshëndesim tërë Tetove. Përshëndet. E në ju u përshëndeti. Faleminderit shumë, urdhroni me pyetjen për Unë jam nga Tetova, që një muj dit jam i smut për midisit. Pra unë do të mundohem t'ja përkthej, vetëm në qoftë se nuk donë mjeku t'ja parashtrosh pyetjen maqedonisht. Jo, direkt në me ju. Masane ju përkthejnë. Okej, të përkthej unë atëherë. Atëherë përkthejnë ju. Po. Unë kam problem me nervin. Kur heci, më lishon nervi, ta marit e ne rëzohëm unë. Po të pajtë doktorin, çfarë duhet me ba? A duhet terapia? Keni kod gjatë e keni këtë problem? Që një mujdit. Që një mujdit. Çfarë moshe jeni? 74. 74. Faleminderit shumë për paraqitjen. Tani unë mjeku do t'ja sqaroj gjithë problematikën tënde. Turojmë të kalosh një ditë sa më të mbar, jo vetëm ti, por gjithë Tetova, gjithë Gostivari, Struga, Kërçova, Dibra, Kumanova, të gjithëve, po dhe Shkupin mos të harrojmë këtu. Doktore, gledačot ima problem so, znači rbetot, nervotot rbetot koga odi pagja. Već je mjesec dana. Možeme nije da mu pomogneme vo ta nasoka? Това treba prvo da se postoji dijagnoza, zašto može se poveke pričini za oštetuvanje na nervot. Najčesto je diskus hernija, međutim treba se slučati drugi sustavi, posebno zavisi od возраста. Znači prvo treba se postoji dijagnoza, pa na osnovu na toga postoji... 74 godine ima. Тука може да се опрашање и дегенеративни промени, може да се и остеопороза и други. Ali treba se naјде причината прво. Зашто не може лекување без дијагноза. Без дијагноза. Добро, кога сме кај дијагнозата? Се надевам дека гледачот е задоволен од одговорот, ги чекаме и другите гледачи. Pra ju presim 32-16-070, ende jemi me mjekun Pushevski nga Neuromedika, është reumatologu i shquar, të gjithë ju që keni probleme të kësaj natyre, mund na paraqiteni në numrin ton 32-16-070. Doktore, koga se raboti za dijagnoza, kako se postavува, kako se doaѓа до дијагнозата дека станува збор дека јас како Венера или вие како Александар боледувате од оваа болест? Вака. Уште пред едно 30 години од страна на Американската ревматолошка асоциација се поставени така наречени дијагностички критериуми кои што во многу ја олеснуваат дијагнозата на оваа болест. Постојат 7 такви критериуми, например почнувајќи од болки и отоци во најмалце 3 зглобни регии, второ она што е најчесто болки и отоци во малите зглобови на шаките, трето така викани симетрични артрити, тоа значи ако е зафатен едно колено и другото ќе е зафатено, ако еден е лакт и други, значи симетричност, тоа е едно од битните одлики на ревматоидниот артрит, за разлика од други ревматски болести каде што има асиметричност. Овде е симетрично секојаш. Понатаму, така викана утринска вкочаница, за која нешто спомнавме, која треба да трае повеќе од 1 саат. Понатаму, појава на поткошни чворчиња, што исто е еден од маркерите за ревматоиден артрит, и потоа лабораториски и рентгенски промени. Од лабораториските промени, покрај седиментацијата на еритроцитите е ЦРП, многу битен е так наречениот ревматоиден фактор, кој што во преку 70% случаите е позитивен. И треба одредени рентгенски промени.
болеста која трае повеќе од 3 месеци, таа дава рентгенски промени во зафатените зглобови. Ќе ве прашувам уште на ова прашање. Имаме гледач, да вклучиме повторно, ќе се вратиме. 32-10-070, мирмëngjesi përka. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhroni. A ka mundësi mjekun në Gjuhën Maqedone të patjetër. Po patjetër, urdhroni. Ja mjeku është duke ju dëgjuar na makedonski, ќе vi go postavi prashanje. Po urdhroni. Alo, dobro utro. Dobro utro. Profesore, që dhe zamola në prashanje do kaj vas. Da. Ave od bagi vreme dovedovam od diskus hermija. 54% što je, tretиот мислам, ми се скроз уништени така нешто. Сум бил во нашава болница гостиват и вика дека нема вака, ти имаш 3 извори, не знаме кој извор да го допреме првиот. И сега ја боледувам, лежам, ме болат кога станувам да одам, ме болат нозеве доле кај зглобовите. Кај кишите на pyetje? Да, што е прашањето? Прашањето ми е што доаѓа тоа сега? Сега вака дискус хернија е еден проблем, а ова друго болки во зглобовите, тоа треба да се направи клинички преглед да се види која е причината. Инаку дискус хернијата познато е дека дава оштетување на главниот нерв на ногата, нервус ишиадикус, и сега лекувањето зависи од степенот на оштетувањето, дали ќе биде со лекови, физикална терапија или хируршки. А за овие болки во зглобовите треба еден преглед да се направи, па да се постои диагноза и соодветно на тоа и понатаму да се лекува. Може да биде артритис? Зглобовите доле, кај нозеве, кај петава стране, кога сакам да ја искривам ногата, например, ме боли, многу ме боли, тогаш имам повише болки. Тоа веројатно, иако без преглед не може со сигурност, веројатно е тоа во склоп на оштетувањето на нервот од постоечката дискус хернија, али затоа треба преглед и дополнителни испитувања. Дали е тоа магнетна, електромиографија или други. Имам направено ја компјутерски тоа снимање, со CD што се, а само немам направено магнетна резонанса, како се иza тоа, и така. Значи, треба да одите да се расчисти до крај проблемот со магнетна резонанца, електромиографија, да се види степенот на оштетување на нервот и соодветно на тоа да се преземат понатамошни терапевски мерки. Дали медикаментозни или хируршки. Има направено и скен на коските. Скен на коските има направено. И каков е наодот? Вика дека немат ништо на тоа, вика добро е. Па добро, скенот на коски е да се исклучи некоја туморозна формација или други работи, добро е што е негативното. Така. Фалемдерит шум. Баги време имам такви болки, еве скоро цело лето и зимава, не можам никако. Покушувам да станувам, одвај станувам и со стапче, мислам вака, со помош на тоа стапчево се исправувам и почнувам да одам така. Полека што имам болки, кога најчесто болките ми се кога одам. Ќе треба да консултирате и неврохирург, да види дали евентуално доаѓа во предвид хируршко лекување на истото. Faleminderit shumë për paraqitjen zotri. Nuk ka pse, u përshëndesim ditën e mëngjesit. Ju urojmë të shëroheni sa më shpejt dhe mos të ndodh diçka gjithçka të jetë pozitive. Pra, uroj të kaloni sa më mirë. Rikthehemi në studio pra shikues të nderuar, 32-16-10-070, ende telefoni ynë është i hapur. Doktore, spomnafte magnetna rezonanca, od tuka i od gledačите proizlegуваат много прашања. Од тој дел на диагнозата, значи магнетна резонанца, компјутерско снимање и се друго. Вие во Невромедика познато е дека ја имате целата технологија. Со која се почнува поред? Кога станува збор за токму ова болест што ние разговараме? За ревматоидниот артрит најчесто е доволен обичен рентген. А за да се види дали има промени во меките структури, лигаменти, тетиви, мускули, тука се користи ехотомографија и магнетната резонанца исто така може, посебно на овие мали зглобови на шаќите, да даде многу прецизни податоци за тоа кои тетиви мускули се зафатени и дали има излив на течност околу самите тетиви.
Значи тоа се многу корисни диагностички процедури. Спомнавте и чворчиња. Да. Тоа некако ми остави впечаток. За какви чворчиња станува збор? Подкожни чворчиња што јасно се гледаат, најчесто се околу лактите, може да се околу малите зглобови на шаќите. Отворени се отвара? Не. Тие не болат, ама се видливи и се од различна големина. Тоа е како израсток од коската? Да, како израсток. И може да се јават дури во внатрешни органи, например во белите дробови, во срцето, и тогаш прават диагностични проблеми. Дали е тоа некој тумор или некој друго, или е во склоп на ревматоидниот артрит. Например, ако има во срцето, може да дадат и нарушување во спроводливоста на срцевите импулси. Дури, иако поретко се јавуваат и во гласните жици, и тогаш веќе прават проблеми со гласот. Истото во форма на ревматоиден артритис? Да, па ревматоидниот артрит нема што не може да биде зафатен. Секој зглоб, а и овде имаме зглобчиња, така да и тие може да бидат зафатени. Значењето на овие подкожни чворови е што тие сами по себе се безболни. Меѓутоа, нивното присуство означува потежок тип на ревматоиден артрит. Значи, тие се маркер за лоша прогноза. Може и во главата да се појават такви промени? Па, теоретски да, иначе многу ретко. Ретко. Имаме повторно гледач. Докторе, 32 610 070. Мирманџеси Парка. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni, jeni me programin e Paradites, mjekun Aleksandar Pushevski, ne kemi në studio për të dhënë përgjigjet ndaj juve. Ju përshëndes ju edhe mjekun. Faleminderit shumë edhe ne ju përshëndesim. Faleminderit. Jam 42 vjeçare me infaziu nga Kumanova. Po? Ka që 20 vite kam probleme kom. Kështu kuqen vende, edhe mbllamin, domethënë. Keni të ejtura? Kam përdor barna si? Ju ejten këmbët apo vetëm skuqen? Vetëm skuqen. Edhe ndërkohë edhe durt në koqitën të zglobat. Kam përdor hapa flugalin, 100-ve, por momentalisht nuk ka asnjë barna këtu. Edhe nuk di çfarë me përdor, kam qenë për banje dikon 10 herë. Por prap kam problem, sidomos në pranverë, sidomos tash kjo koha. Tash në këtë kohë, po. Çdo ditë kam probleme. Edhe pi barnat ndryshëm, nuk di çfarë me përdor, po ndryshëm veç për reumë, që janë. Vazhdimisht i bëni kontrollet, shkoni në kontrolle? Po, shkojmë në kontroll. Çfarë ju kanë thënë mjekët? Barna reumë, po, shkojmë për reumit, po edhe përdori barna, por efekt, do më thonë, veç përkohësisht ma dalë rrinkën. Përkohësisht, po. Po rregullisht, do më mushnashën, jo. Faleminderit shumë për paraqitjen. Qëndro me ne, tani mjekut unë gjithë këta që e the do t'ja sqaroj. Ju urojmë të kaloni mirë dhe ju urojmë shërim sa më të shpejt. Doktore Stanova Zbor za gledačот Kumanovo, 40 godišnja возрасте, има црвени точки, црвенило по нозете, по телото, значи, му се вкоченуваат рацете. Значи, пие лек што веќе го нема тука, иначе му е кажано дека има боледува од реума. Нема одредена терапија, што? Веќе подолго време се лекува од ова. Сега, тоа реума е широк поем што не значи диагноза. Тоа и јас што ве прашам. Тоа не е диагноза. Вакви промени што викате црвени по телото и зглобни болки, тоа веројатно навестува така наречен васкулитис. Тоа е воспалителни промени во крвните садови во кожата и тоа бара клиничко испитување и некои специфични лабораторијски испитувања за да се постави диагноза, зашто ако е васкулит, тој васкулит осем на кожата може да даде промени и во внатрешните органи. Значи, затоа мора да се направи еден ревматолошки комплетен преглед. И смее вака гледачот да пие мислам, нема одредена терапија? Без диагноза нема соодветна терапија. Диагнозата му е кажана дека боледува од реума. Ама тоа не е диагноза. Следното што треба да го направи? Кој чекор? Прво треба да се јави на ревматолог и да се направи клинички преглед, лабораторијски испитувања и откако ќе се постави диагноза да се почне со
соответната терапија, инаку овака реума не е диагноза. Имаме повторно гледач. Докторе, 32 16 07 kush na paraqitet? Mirdita, zonë. Mirdita, urdhroni zotëri. Paraqiten nga fshati Çollupe, komuna e Tetovës. Ju përshëndesim të gjithëve, urdhroni me pyetjen për mjekun, me siguri keni pyetje. Zonjë, ne do t'i mjekut më mirë juve do t'u tregoj për çfarë bëhet fjalë, por ju atëherë do t'i sqaroj. Problemi është jo te unë, se unë jam në moshën 20 vjeçare, është e nana. Te nana, sa vjeç është nana juaj? Nana është 73 vjeçare. 75. Ka probleme me gjunjt, me të ecuret, pra për nevojat e veta, ne vetë arrim që ta dërgojmë në shembull për nevojat në nevojtore ose çka ka nevojë, nuk mund të qëndroj në këmbë. Dëgjojemi. Izgleda se prekin ai vërskata. Jo, nuk është. Dëgjojemi. Do me thënë në këmbë mund të qëndroj nëna juaj? Po, nëna si mundet, por si me thënë, me vështirësi. Pandimën tonë nuk mundet. Ka probleme kjo pikë së pari edhe me sheqerin ka. Edhe me sheqerin. Pesha, ka peshë të madhe, apo... Qëllimisht të pyes për peshën, sepse pak më parë mjeku sqaroi se edhe pesha e luan rolin e vetë në këto sëmundje. Jo, afër 63 kg. Faleminderit shumë, zotri, që u paraqitet, qëndroni me ne, mjeku tash do t'i bëj sqarimet, le t'jesh ti edhe shikues ti i fundit që do të diskutojmë. Edhe i shfrytëzon ka do barna, si me thonë, tableta, më së shumti me ka do... Tash nuk më kujtohen ato, ma falë. Ja ka dhenë mjeku, apo dorë më vete i merë? Tableta janë ibuprofen 400. Faleminderit shumë për paraqitjen, tash gjithçka unë do t'i sqaroj. Mjeku shpresoj që edhe ai do t'ju jepë përgjigjen e duhur. Kaloni sa më bukur, ta përshëndesni nënën tuaj dhe t'ju uroni shërim sa më të shpejt. Doktore Stanova, zbor za majkata na gledača 75 godine. Ženата има проблеми со коленото, значи кога станува, кога оди, секаде кај што се движи и помагат. Значи не е во состојба да се држи сама. Килажата е 63 кила, така што нема некоја килажа што би ја отежнало работава. Пие терапија, но прашуваат што е работава. Дали ова нашата болест ја зборуваме денеска? Вака, пошто е возраста, еден зглоб, колено. Битниот столбот. Да, најверојатно е артроза, се вика тоа, гонартроза, дегенеративни промени на коленскиот зглоб, што се јавува со возраста. Значи не спаѓа во ревматоиден артрит, тоа е народски кажано процес на старење на зглобовите. И тука се дават лекови кога има болки. Кога нема болки, само се препорачува умерена активност, движење поравно, да избегава многу движење по скали горе-доле. Но таа воопшто не може да се движи сама без помош. Па веројатно се напреднати промени, ако се напреднати промените од толку да не може да се движи, веројатно е направено рентген и друго, и ако има такви оштетување од поголем степен, тогаш доаѓа предмет оперативно лекување, односно вештачко колено, така кажано. Зашто тоа ќе го реши проблемот. Доколку не биле до сега на доктор, што треба да направат? Прво треба на доктор да се јават, а рентген ќе се направи, лабораторија, и ако се потврди ова за што станува збор сега, и ако тогаш треба со ортопед консултација за евентуално оперативно лекување, кое у денешно време е многу успешно. Да. Докторе, гледачот од Куманово ни кажа еден битен факт, тоа е дека бил неколку пати во бања. Јас тоа сакав да ве прашувам сега во последно време, како да стана тренд, сите одат по тие термални, како се викаат, бањите, и ме интересира колку тоа може да действува кај сите вакви заболувања, посебно кај болеста што не е денеска ја зборуваме. Севака. Физикалната терапија, посебно во бански услови, заедно со топлата минерална вода,
е корисна терапевтска метода во лекувањето на бројни ревматски и други болести. Исто така и кај ревматоидниот артрит. Меѓутоа, основно е, кога станува збор за сегашнава тема, дозволено е лекување со физикална и бањско лекување кога е болеста во смирена состојба, во ремисија. Кога е болеста активна, со силни болки, отоци, вкочането, тогаш не смее да оди на бања, затоа што ќе се влоши состојбата. Значи се оди на бања. Може тука грешки да правиме? Многу грешат, па оттаму ги носат во многу влошена состојба. Значи на бања, физикална, се оди кога ќе се смири болеста. Значи само тогаш кога ќе бидат со мирни колена, без отоци, без ништо друго. Вкочането, болки, со лабораториски мирни параметри. Значи, колку физикалната терапија е битна? Дали освен во бањски услови може и во тука, кај да се, да си направат физикална терапија? И дали тоа помага? Физикалната терапија е составен дел од лекувањето на ревматоидниот артрит покрај медикаментозната терапија. Со тоа што видот и обемот на физикалната терапија зависи од активноста на болеста. Кога е болеста активна, тога се дозволени само благи масажи. А кога болеста смирена, тога се дозволени сите физикални процедури и се препорачуваат се со цел да се спречи настанувањето на оштетување на зглобовите и на мускулите и тетивите, а ако веќе тие се оштетени, тогаш со физикална терапија се настојува да се ублажат колку што е можно повеќе и да се коригират, ако е можно, овие настанати деформации, контрактури и така натаму. Докторе, гледачот претходно што го имавме на линија рече дека мајката и боледува исто од диабетис. Дали таквите случаи се повеќе во опасност? Да, зашто овие дегенеративни промени за кои што спомна гледачот се почести кај диабетичарите, затоа што диабетот сам по себе е една многу сериозна болест. И тоа може да ги поврземе двете работи, значи диабетот ја влошува постоечката реума. Докторе, благодарам што бевте со нас, ве држевме малку повеќе, но тука се гледачите секогаш имаат предност. Ви посакувам многу успех, се надевам дека повторно ќе бидете со нас. Ќе ми биде драго. Благодарам. Pra shikues të nderuar, ne këtu edhe po e mbarojmë emisionin për ditën e sotme. Ishte profesor doktor i respektuar Aleksandar Pushivski nga Neuromedika, specialist i reumatologjisë. Pra, ju të gjithë që keni problemet kësaj natyre, këtë që e diskutuam sot, ju lirisht mundeni të paraqiteni ta gjeni mjeku në Neuromedika, na mbetet neve vetëm t'ju urojmë të kaloni një ditë sa më të këndshme, një ditë sa më të mbar, takimin ton të radhës, kuptojmë se e lëm nesër nga ora 8 deri më orën 10, deri atëherë miru pafshim.